Се појавија голем број најавни личности меѓу спорните гласачи и функционери на Социјалдемократскиот сојуз и новинари. Едноставно ова е иронично затоа што тоа се луѓе кои постојат. Контактирав со пратеникот Павле Трајанов, тој ни образложи дека неговата зграда каде што живее, односно каде што се наоѓа неговиот стан, има две адреси и дека за тоа реагирал до Државната изборна комисија и очекувал да се среди тоа, но сепак вика и понатаму остана фантомски гласач. Информацијата ја доби токму од мене кога разговарав телефонски со него. Се обидов да разговарам и со другите, со некои не успеав да стапам во контакт. Професорката Миријана Најчевска објави статус на Facebook, ќе го прочитам во продолжение нејзиниот став. После сите вкрстувања што ги направи ДИК со сите бази на податоци и теренското испитување, моето име се уште се наоѓа на списокот на оние за кои не се знае дали постојат или не. Тоа значи дека јас после 35 години гласање на едно исто гласачко место, со регистрирано постојано живеалиште на иста улица и на ист број над 35 години, со сработен стаж на исто место со над 35 години, со пасош и лична карта, со пријави до УЈП и платен данок, треба да се вуцарам и да се пријавувам во некоја подрачна единица, вели меѓу другото Најчевска, и најавува дека нема да оди во Државната изборна комисија и да се пријави дека постои, бидејќи таа смета дека тоа нема цел. Со мене тука е еден од оние фантоми кои се најдоа меѓу спорните гласачи на списокот кој денеска го објави Државната изборна комисија, новинарката Ивона Талевска. Ивона, за втор пат Државната изборна комисија, односно по втор пат, те прогласува за фантом. Што се случува? Државната изборна комисија никако да ме види во избирачкиот список. Прашањето е дали вие ме гледате или не ме гледате. Ме гледате, не ме гледате? Ме гледате. Значи тука сум, постојам. Жалам што Државната изборна комисија не може да ме види во избирачкиот список, бидејќи јас цел мој живот живеам на иста адреса. Не сум ја сменила адресата никогаш, ниту пак презимето, за да настане некоја ваква забуна, и цел живот гласам на едно избирачко место во сегашното училиште Гоце Делчев, порано се викаше Ленин. Одамна сум на сите списоци црни на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но ме изненадува ваквата лоша евиденција на Државната изборна комисија, бидејќи да повторам, јас цел живот живеам на иста адреса и гласам на едно избирачко место. Дали имате намера да одите и да се пријавите до подрачната единица на Државната изборна комисија, дека сепак сте постоечки гласач? И во првичната теренска проверка поминаа во најдобар ред чекинзите кои што ги правеа, чинам дека беа од Министерството за правда волонтерите на терен. Меѓутоа јас сега секако дека ќе отидам до подрачната единица во општина центар на Министерството за правда за да се пријавам уште еднаш со валидната лична карта која што никогаш не е сменета. Дали очекувате дека после ова конечно ќе станете дел од реалните гласачи? После ова очекувам дека СДСМ ќе излезе од филмот дека во Република Македонија има фантоми и сите ќе можеме мирно да живееме.